Зелник по стар домашен рецепт и лепче со паричка се неизбежен дел од бадниковата трапеза. Во очи празникот граѓаните интензивно се подготвуваат, следејќи обичаи што со децении се пренесуваат од колено на колено. Месењето на лепчето, подготовката на постната трапеза и собирањето на семејството имаат посебна символика за бадник. И покрај модерниот начин на живот, овие традиции денес се негуваат во македонските домови. Најважно, велат граѓаните, е празникот да се дочека во мир, здравје и семена слога. Лепчето со паричка носело среќа, здравје и благосостојба во новата година. Денес дел од семејствата купуваат готови производи или користат модерни методи, но традицијата и духот на празникот остануваат исти. Семејствата се собираат, споделуваат радост и топлина, а зелникот и лепчето го символизираат заедништвото и љубовта кон најблиските. И покрај промените, бадникот и понатаму носи магија и радост за сите домови. Се верува дека кај оној кај кој што ќе се падне паричката, дека ќе го следи среќа и многу радост во годината. Парата се става во чаша со вино, од која секој еден пие помалку, за да истата благосостојба се пренеси и на останатите членови од фамилијата. Многумина неа креваат трапезата и ја оставаат така до утрото, кога на истата седнуваат и продолжуваат со јадењето. Не се раскренува, ќе речат повозрасните, за да целата година биде полна и сита. Најважно според верата, но и според традицијата. Од кравајчето, односно од лепчето со паричка да се скрши најпрво на Бог, потоа на куќата и накрај на сите членови според нивната возраст.